Добро вечер, Шти! Ова вечер ви зборувам од името на младите. Младите кои што го кренаа својот глас. Го кренаа гласот против режимот на Никола Груевски! Ние младите во изминатите 7 години бевме сведоци на големи ветувања од страна на режимот на Груевски. Вработувања, спортски сали, затворени базени, младински домови, студентски домови. Но сето тоа, после 7 години, видовме дека една голема лага и манипулација. Во сите овие 7 години, така наречените реформи кои што ги спроведуваше оваа власт на Никола Груевски беа единствено медиумските реклами и кампањите. Само така работеше Никола Груевски, кампањски, со реклами. Но сепак, ајде да се подсетиме како режимот постепено и систематски ја уништуваше демократијата во Република Македонија. Најпрвин беа тепани студенти на плоштадот во Скопје. Беше затворена првата и најгледана телевизија во Република Македонија, А1 телевизија. Беа затворени лица во монтирани судски процеси. Потоа, на својата прослава по победата убија млад недолжен живот, а за тоа никој не одговараше. И за жал, се уште во Република Македонија во 21. век се соочуваме со политички затвореници. Доста е! Доста е! Овој режим својата кулминација ја доживеа на 24 декември, кога во собранието на Република Македонија ја крена својата рака против пратениците на опозицијата, кога ги насилно избрка новинарите од собранието на Република Македонија и што беше најтрагично, крена рака на собствениот народ кој што мирно протестираше пред собранието на Република Македонија. Денеска режимот на Никола Груевски се прашува зошто сме овдека на улица, зошто му се случува народот на Никола Груевски. Па овдека сме да му одговориме на Никола Груевски. Бидејќи Груевски, Република Македонија не е твој приватен имот. Буџетот Груевски не е твој мирец кој што го имаш донесено. Бидејќи ние сме сите граѓани на оваа држава и не сме твои робови да не манипулираш и да не контролираш. Доста е од овој режим. Доста е! 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 Ние младите овдека вечер сакаме да му порачаме на Никола Груевски дека сакаме единствен критериум при нашето вработување да биде нашето образование и нашата стручност, а не партиската книжка на ДПМН. Доста е за партиски вработувања, доста е за одливот на млади мозоци од државата. Исто така да го подсетиме Груевски дека ние младите кои сме овдека вечер собрани на овие барикади, без разлика на нашата политичка определба, сме авангардата на оваа држава. Сме на вистинската страна, на страната на слободата, на страната на демократијата, на страната на правдата. А ти, Груевски, ти остана сам со своите платеници. Готово е со тебе, Никола, готово е! На 24 декември лидерот на оваа демохристијанска партија покажа дека во него нема ништо ниту христијански, ниту човечки, кога крена рака на жени пратеници, кога насилно ги избрка новинарите од собранието на Република Македонија и кога го тепаше својот народ, својот невин и недолжен народ, го тепаше пред собранието на Република Македонија. Срамата е, Никола, срамата е! И за на крај сакам овој говор да го завршам со една позната изрека на една позната историска личност, Винстон Черчил. Победа! Победа по секоја цена! Победа! Покрај целиот терор, покрај сите закани! Победи! Бидејќи без победа нема живот! Победа! Бидејќи Македонија е се што имаме! Да живее Македонија!